11 нови песни беа испејани на октомвриското издание на фестивалот Јаболчиња, кој постои од 1996 година. И овој пат традиционално Јаболчиња се одржа во Центарот за култура Илјо Антески смок во Тетово. Вечерва настапија 11 песнички нови, што значи тоа е цирка каде што варира 11 или 12 песни на октомврискиот фестивал и секогаш одиме со ревија, каде што ете, видовте и сами, имавме прекрасни манекенки и манекени, за да овие дечиња, Мила и Ема, станат веќе големи звезди и сите ги знаат низ градов, по тоа што веќе имаат, по колку песни имаш ти? Јас имам 7 песни. Така. Значи 7 песни со тоа што нејзината слава и се тоа доаѓа од Јаболчиња. Се надевам до 20 години кој ќе дојде од постоењето на фестивалов ќе биде многу поинаку. Тогаш ќе има некои родители веќе кои што се имаат веќе на 30 години, а веќе учествувале на фестивалот. За есенското издание на Јаболчиња децата се подготвувале околу 3 месеци, создавајќи многубројни детски хитови. Се подготвувавме некаде околу 3 месеци, тука беа тонските проби, да видиме како им одговара тоналитетот на пеењето на самите деца. Месеци по дена така беше, потоа уште еден месец се спремавме и со хорот, кој што беше од Основното училиште Андреј Сависки Кикиш. И така да, ете, помалку деца дојдоа и дојдов до идеја сите деца што дојдоа од Андреј Сависки Кикиш да бидат и манекени воедно. Спремањето беше, значи 2 месеци, тие 2 месеци ги поминавме во прекрасно дружење, забава и вечерашните резултати беа тоа што видовте и вие самите. Некои учесници веќе подолго време се дел од Јаболчиња. Јас сум дел од Јаболчиња веќе долго време. Ова ми е 5-6 издание. Оваа година имаше 11 нови песни. Атмосферата беше супер. Ми се допаѓа се, значи, децата, песните се. Планирам да продолжам со оваа работа и планирам да сум уште дел од фестивалот Јаболчиња. Посветеноста на децата покажува дека Јаболчиња уште многу години ќе не изненадува со нови песнички. Наредното издание на фестивалот е најавено за во пролет во месец мај.